Како што најавивме и на првата пресконференција, оваа година повторно ќе се одржува петтото поред јубилејно издание на Струмица Open Festival, кое што ќе започне во сабота на 6 август и завршуваме со трите главни вечери. На оваа пресконференција малку подетално ќе ве запознаеме со сите настани предвидени на овогодишното издание на Струмица Open Festival. На 6 август го отвараме фестивалот со нашите најмлади и детскиот фестивал Јојо. Значи во 20 часот и 30 минути имаме забава за најмладите со Ike de Coca и Јојо детскиот фестивал. Во 21:40 имаме кореографија Dance Battle. Во 22 часот имаме настап на струмичкиот рап бенд Дивизија и во 22:30 часот имаме Dance Battle. Сите овие настани ќе се одржат во градскиот парк на локација пред споменикот на паднатите борци. Недела, 7 август, најпрво во 21 часот имаме веќе јубилеен музички концерт на лицата со телесен инвалидитет на истата локација во паркот и во амфитеатарот имаме стендап комедија заедно со Маријан Ѓоргиевски и Никола Тодоровски, нашите добро познати македонски комичари. За следниве настани ќе дадам малку подетално да ги објаснат самите координатори на истите. Ви благодарам. Понеделник на 8 август е планирана изложбата на слики со илустрации и будење. Во склоп на оваа изложба ќе бидат изложени 18 слики од 10 деца со посебни потреби, всушност лица со посебни потреби, кои 10 личности што се фотографирани на 5 март покрај езерцето во градскиот парк во Струмица и многу ми е мило што на 8 август на истото место каде што се сликани децата ќе бидат изложени сликите. Значи целта ни беше преку овие слики со илустрации лицата со посебни потреби да ја искажат својата желба и афинитет и да бидат дел од ова општество. Ве поканувам сите, значи на 8 во понеделник во 20 часот во градскиот парк покрај езерцето да дојдете и да ги видите тие 18 слики со илустрации на лица со посебни потреби. Значи, еве повторно ни се случува вечер на поезија, како и претходните години, така и оваа година. На сцена ќе настапат навистина квалитетни поети. Овој пат станува збор за автор Марта Марковска и Олга Панкина. Олга Панкина е од руско потекло, автор кој што живее и твори веќе подолго време во Македонија и навистина има оставено голем белег во нашата литература. А додека Марта Марковска е млад поет кој што еве веќе навистина со големи чекори граби кон квалитетот на она што се вика книжевна уметност. Кога станува збор за вечери на поезијата, локацијата секогаш останува онаа истата, оној убав амбиент кој што го доловуваме покрај езерцето во градскиот парк, останува публиката да биде наш соучесник во настанот, што значи дека еве јавно ја поканувам она поетска фела која што ќе седи и ќе го слуша она кој што ќе го понудат нашите гости, отпосле да бидат и дел со читање на нивни творби. И навистина треба да го искористиме она што стои зад 8.8 како датум, навистина интересна бројка која што во нумерологијата значи успех. Па се надевам дека следува уште едно успешно издание во вечери на поезијата. Почитувани, моја чест е да ви ја најавам седмата трка на келнари оваа година во склоп на Струмица Open фестивалот, ова пето јубилејно издание. Трката на келнари, како традиција, ќе настапуваат 16 келнари кои што ќе се надпреваруваат меѓу себе. На првата награда на трката на келнари е 12.000 денари, втората награда е 8.000 денари и третата награда е 6.000 денари. Ова година имаме нов момент каде ќе одбереме келнар атракција, односно оној кој што ќе има најголеми фанови кои што ќе го бодрат на самата трка на келнари. Така да ве поканувам вторник 9 август со почеток во 20 часот кај знамето на Република Македонија во нашиот градски парк да бидете дел од седмата трка на келнари ова година. Исто така, веднаш после завршувањето на трката на келнари во 22 часот и 30 минути традиционално ќе повторам, ќе ја има и джез сцената каде што ќе настапат летечи пекинезери.
Среда 10 август програмата започнува во 21 часот со изложба и промоција на монографијата и графичка мапа на Ниче Василев, која ќе биде во амфитеатарот. Во 22:30 акустична романтика, втора година подред. Минатата година поминавме супер, наидовме на многу позитивни критики. Ето ова година повторно на истото место на езерцето во градскиот парк, каде што сме проширен состав од млади музичари од Струмица. Ве поканувам на сите да дојдете и да уживате во прекрасната атмосфера. Ансамблот Тримери по четврти пат учествува на Струмица Опен фестивалот, а како насловен втор меѓународен фолклорен фестивал, зашто на 11.8.2016 година во четврток ќе се одржи овој меѓународен фестивал на кој покрај членовите на ансамблот Тримери учествуваат и група од Амасија, Република Турција, неколку групи од Република Македонија, со што на граѓаните ќе им се представиме со една прекрасна програма, презентирајќи го нашиот македонскиот фолклор, а гостите секако ќе го представат нивниот фолклорот од Република Турција. После завршувањето на нашата програма следува вечер на афоризми, со што се завршува званичниот дел на Струмица Опен фестивалот. Летната школа за гитара во рамките на Струмица Опен фестивалот се организира трета година и со задоволство можам да ви кажем дека секоја година имаме се поголем интерес. Например, првата година имаше само 13 учесника, ланската година имаше околу 30, а еве ова година се околу 50 учесника, што навистина ме радува како податок. Што ќе се случува со овој настан и со ова летна школа? Овој настан трае практично 3 дена, иако најбитно е завршниот концерт кој е во понеделник на 8 август од 21 часот во амфитеатарот. Меѓутоа пред тој концерт ние имаме 3 дена работилница. Односно сите учесници имат часови настава кои ќе бидат одржани во музичкото училиште, каде ќе се подготвуваме за завршниот концерт. Сега нормално не можат да свират сите деца, бидејќи таму има и помали деца и почетници. Они само ќе си добијат диплома на истиот тој концерт, а тие што ќе бидат поспремни, тие ќе учествуваат на завршниот концерт. Да напоменам дека и овој настан е еден вид како да кажем, како богатство за самиот Струмица Опен фестивал, бидејќи негува повеќе видови на музика и можем да кажем дека класична музика има само на овој настан. Значи за тие што ја сакаат таа музика, на гитара се разбира, може да дојдат и да се уверат во квалитетот на децата што таму ќе свират. Исто така, што ме радува и од ова година, ќе уклучиме и други инструменти, значи ќе има и виолина и флейта, меѓутоа поврзано со гитара. Исто така да потенцирам дека нема да биде само класична музика, значи ќе бидат повеќе жанрови, ќе имаме обработка на македонски народни песни, обработка на рок песни, обработка на македонски евергрини, така да ги поканувам сите љубители на гитарата и на убавата музика во понеделник на 8 август да дојдат и да го видат завршниот концерт од тридневната летна школа за гитара. Координаторите на културните манифестации ви ги представија сите тие манифестации кои што им претходнат на трите главни дена и сега наред дојдоа да ги представиме нели трите главни вечери, оние кои што будат најголем интерес. Првата вечер на 12 август, петок, започнуваме, ќе имаме на големата сцена нели на градскиот плоштад Гоце Делчев, ќе имаме отварање кое што ќе биде навистина интересно и ги покануваме сите граѓани да бидат присутни на истото. Потоа продолжуваме со Љубојна, па со Амадеус, Аца Лукас и завршуваме со Джамбо и со неговиот оркестар. Во сабота на 13 август започнуваме со српската рок
група Хипнотизер. Потоа ни следува нашиот виртуоз на гитара Владко Стефановски заедно со неговото трио, Архангел, Кад би било бело дугме заедно со Ален Исламович, Brass Brothers и светски познатите диџеи кои што оваа година настапија на Tomorrowland, Playmen. И недела, 14 август, започнуваме со Силви Бенд, потоа продолжуваме со Црвена јабука, Желко Јоксимович и диџеите Дуос и House Twins. Уште еднаш една огромна благодарност до медиумите за поддршката на фестивалот. Значи фестивалот навистина не би бил тоа што е без вас медиумите. Ги покануваме сите граѓани да бидат присутни на сите манифестации, значи не само на трите главни вечери, туку и на претходните културни манифестации.